Во студиото на нова гостин е Петар Гошев, а повод е прославата на 22 години од самостојноста на Македонија. Господине Гошев, од оваа перспектива 22 години по самостојувањето, ако погледнете, ако правите на ретроспектива, се обидувате ли да ги пронајдете собствените грешки во она што може би сте требале, а не сте го направиле во тоа време, како еден од лидерите од она група на луѓе која поведоа независноста на Македонија? Кога размислам за себе, не можам да најдам причина дека требало да има некаква поинаква ориентација во поглед на стратешкиот правец на Република Македонија, бидејќи настаните едноставно водеа кон одлука да донесеме одлука за самостојна држава. Претходните настани во целиот социјалистички свет и кризата убедливо говореа дека мора да се напушти постојниот економски и политички систем. И јас тргнав по тој пат. И на таа линија не можам да најдам никаква можност за некаква поинаква корекција. Подоцна, јас имам собствени грешки, дозволив да бидам исфрлен од игра. Веројатно, со некои други постапки, сум можел тоа да го направам повеќе и да можам да истерам во еден пристоен мандат, еден или два, онаа проекција која што имав за демократизација на земјата, за правење на плуралистичко демократско општество, функционална демократија, човекови права во најсовремената смисла на зборот, интеграција на Македонија во рамките на оние интеграции од кои што може најмногу да профитира или со кои што има слични вредностни. Каде се изгубија работите на тој пат кој на почетокот, како што рековте, добро сте го зацртале и сметате дека е исправно? Вие, како и многу други кои учествуваа во тој процес, каде потоа се исплеткаа работите за да не се воспостават на време тие демократски институции, за да не се обезбедат, да заживеат тие некои вредности кон кои сме решиле дека ќе припаѓат? 90 година изборите донесоа резултат кој што беше за мене неочекуван. Јас мислев дека реформираниот Сојуз на комунисти ќе оствари сигурна победа. Но после првиот круг се случија настани во рамките на Југославија, кои што влијаеа на состојбата психолошка во Македонија, на ориентацијата на гласачите и веројатно ги потценив старите структури кои што работеа интензивно, а потоа собрав и повеќе докази да не успее таа линија. За самостојна Македонија? Таа линија за демократска Македонија. За демократска Македонија и се разбира исто така и за самостојна Македонија. Кои се тие структури? Можете да ги лоцирате од оваа дистанца? Па тоа се структури кои што обично носат име КОС, УДБА, конзервативни членови на старата политичка партија, поврзани меѓу нив и поврзани во регионот. И дали тие тогаш за 90-ти години брзо се дисперзираа во сите структури кои треба да креираат институциите? Апсолутно. Настаните помеѓу првиот и вториот круг во 1990 првите парламентарни избори фактички ги изрежираа тие структури. Националистичкиот набој кој што кулминираше и албанофобијата која што кулминираа меѓу првиот и вториот круг дефинитивно беше изрежирана од тие структури со луѓе кои што и од интелектуалната елита, новоформирани партии, новоформирани движења, дел од нив свесни за тоа, а дел од нив само заради привлечноста на политичката власт, политичката моќ, се најдоа во тоа тркало и се создаде фронт кој што на крајот произведе резултат ние да добиеме 31 пратеник, а тогаш националистичката
и популистичка ВМРО ДПМН да добие 38 пратеници. И создаде конфузија при создавањето, при конституирањето на новите органи. Ако можам добро да разберам, сметате дека тие структури овозможија ВМРО ДПМН тогаш да добие толка број на гласови? Не заради ВМРО ДПМН, туку заради самите тие структури. Тие мислеа дека на тој начин ќе одржат статус кво и ќе ги одржат своите позиции. Тие не гледаа надеж за себе си во политиките кои што јас ги промовирав. И потоа успеа да се инфилтрираат во новите така наречени демократски институции. И потоа во многу од нив. И денеска некои од нив се лустратори и некои од нив не се лустрирани. Тоа сакам да ве прашам, слушајќи вака, предпоставувам дека вие немате против лустрацијата. Дали лустрацијата во таа смисла... Не, генерално немам јас против. Дали мислите дека лустрацијата ја ослободува државата и институциите од тој баланс за кој вие зборувате? Не, на овој начин сигурно не. На овој начин не. Прво, таа е прилично задоцнет. Јас не можам да прашам кои се тие луѓе да ги именувате, но предпоставувам дали тие се офатени со овој процес? Не, јас знам некои луѓе што се на лустрираните списоци беа многу активни тогаш на страната на ВМРО ДПМН, многу активни на таа страна, работеа за таа страна и истовремено добар дел од нив настојуваа прилично да се приближат и да влезат во рамките на структурите на Сојузот на комунистите и Партија за демократски просперитет. Дали имаше обид да се воспостави она што до ден денеска ни е проблем, политички консензус околу тоа дека треба да правиме демократски институции. На страна идеолошките разлики, но потребни се демократски институции. Дали тоа таков обид воопшто имаше и ако имаше, дали, односно тој очигледно не успеал, зошто не успеал? Па кога ја имав јас лично најголемата офанзива во тој правец, како председател последен на Сојузот на комунистите, не можев да забележам некоја организирана опозиција на тој план. Повеќе имаше молчење и исчекување, отколку отворена конфронтација со таа линија на развој на станите. Прашањата на обструкциите за изградба на демократско општество се случуваат потоа, кога новите раководители доаѓаат на власт, колку ги зашеметува власта и моќта и настојуваат наместо развластување, дисперзија на моќта, градење на граѓанско општество, кое што дебатата е централно прашање, или пак опиени од таа моќ почнуваат повторно да вршат концентрација на моќта и оневозможување на функционалноста на демократските институции. Значи, од самиот капацитет на човечкиот фактор, процесите зависеа на натамошното движење на конфункционална демократија. Ако ве слуша сега некој ќе рече, па Петар Гошев имаше можност да формира влада и да го направи тоа што требало да се направи. И да не ве навраќам на коментарите околу тоа зошто вие го вративте мандатот кога ја добивте таа шанса, дека Петар Гошев е кукавица, се плаши и така натаму. Се кајате ли зошто не ја формиравте владата? Не, имам друга претходна грешка. Ова беше изнудена реакција. Затоа што во моментот кога го добив мандатот, и тоа го повторувам повеќе пати, и не се разбира доволно од сите суптилноста на тој момент. Кога го добив мандатот, јас не бев председател на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа е централното прашање. Доколку бев председател, јас немаше да го вратам мандатот. Не ќе можеа да ми даваат како поштарско сандаче предлози да бидат министри некадарни луѓе. Добро, секој ќе рече, секое формирање на влада е изложено на компромис во секој случај. Не, тоа е едно прашање кога сте вие... А каде погрешивте кога рековте? Тоа е едно прашање кога сте вие мандатор на влада и кога правите влада не од една партија која што вие ја водите, туку правите коалиција и вие правите некакви компромиси со другите учесници во владата. А јас во тој момент не бев председател на главната
носечката партија И во таа смисла мислите за дека една не коалиција. погрешивте што го вративте мандатот? Во таа смисла, мислам дека брзо ќе завршеше мојот мандат. Дали се каете? Искрено, длабоко во себе, дали се каете? Сега, толку години подоцна. Не, од таа одлука не. Но предходно, Која е грешката? Направена предходно грешката е што не останав за председател на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е прашањето. Зошто е повлекол? Затоа што после изборите 90-та година од апсолутен фаворит партијата освои втор резултат. Јас не бев задоволен апсолутно од резултатот. И тогаш имав одлука да се повлечам од политиката. Бидејќи за 15 дена македонските гласачи му дадоа поголема доверба на Георгиевски, кој што имаше само 23,5 години.